Да ги погледнеме најавите за денешните настани. Во Охридскиот регион се уште активни 2 пожари. Голем интерес во охридската јавност предизвика изложбата Ех, моја Македонија, посветена на Драган Спасевски Охридски. Пролетен распуст за учениците наредната учебна година нема да има. Фолклорниот ансамбл Отекс Фолк ќе учествува на престижниот фестивал Фолк Азорес. Силен земјотрес со магнитуда од 7,1 степен по Рихтер во Јапонија. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме сончево, ветровито и многу топло време со максимална дневна температура до 33 степени Целзиусови. Во петок во северните делови на Европа и на скандинавскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, кои што ќе бидат проследени со услови за појава на невреме. Локални врнежи се очекуваат и во источните предели. Во останатите делови од стариот континент ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Максималните дневни температури ќе се движат од 28 до 36 степени. Во Македонија во петок ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност со дневни температури кои што ќе бидат во благо опаѓање. Во попладневните часови локално во северозападните, североисточните, источните и југоисточните предели со услови за развој на нестабилност кој што може да донесе слаби и локални врнежи од дожд. Утринските температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 12 до 23 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 26 до 37 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и благо опаѓање на температурите. Минималната 18 степени, а дневната ќе достигне до 31 степен. Во Охрид во сабота ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и со дневна температура до 31 степен. Во недела и понеделник сончево и многу топло време. Утринската температура од 17, односно 19 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 32, односно до 33 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпа Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект.
Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Bekament, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Во Охридскиот регион се уште активни два пожари. Пожарот на Галичица од албанска се прошири на македонска страна. Таму и вчера и денес дејствуваат два хеликоптери. 7 денови трае битката со пожарите во Охридскиот регион. Пожарникари, рейнџери, волонтери, деноноќно мобилизирани, се уште се активни два пожари, гори нискостеблеста вегетација во Националниот парк Галичица на македонско-албанската граница. Таму и вчера и денес делуваат пожарникарите со помош на два хеликоптери. Активен е и пожарот на Илинска планина, над селото Обрежани, каде се делува од копно. Активен пожар на Илинска планина, кај селото Брежани, при што со помош на механизација, направен е заштитен појас околу манастирот Свети Петар и Павле. Тој не е активен пожар во моментов, има екипи на терен, го контролираат. Исто така имаме сега дојава за пожар на Галичица, од албанска на граница помеѓу Албанија и Македонија, пожарот е веќе влезен на македонска територија. Сега во моментов се врши мобилизација на луѓе, со хеликоптер ќе бидат пренесени на тој терен таму, непристапен, и да се покуша да се санира состојбата. Од противпожарната единица велат засега нема опасност по куќите и селата. Апелираат до граѓаните за совесно однесување и почитување на законите. Сакам да упатам еден апел до граѓаните, да ги почитуваат наредбите за забрана за одење во шумите, бидејќи тоа е казливо по закон секако, тоа треба да го знаат граѓаните. Исто така, како и палење на огнови на отворен простор, све со цел да ги сочуваме шумите, а и исто и ради безбедноста на градот Охрид, кој што знаеме дека е туристички град. Сега во овај период, е шпицот на сезоната, имаме многу луѓе. Пожарите во Охридскиот регион нанесоа големи штети на животната средина. Според еколозите изгоре голема површина на борова и дабова шума. Тоа ќе има далекосежни последици врз флората, фауната. Охриѓани и гостите во голем број посетија изложбата Ех, моја Македонија, која беше отворена синоќа во Музејскиот културен центар Лапидариум. Четворицата уметници Мајкл Клос, Демир Демировски, Наташа Поповска-Карче и Ѓоко Зимјановски се представија со 40 дела во различна сликарска техника,
а изложбата ја посветија во сеќавање на својот пријател, познатиот доктор и уметник Драган Спасески Охридски. Претесен беше просторот во лапидариумот за сите влюбеници во уметноста кои синоќа дојдоа да ја погледнат изложбата Ех, моја Македонија на дела од четворица уметници Мајкал Клос, Демир Демировски, Наташа Поповска Карче и Ѓоко Симјановски. Охрид бил е и ќе биде вечна инспирација на безброј уметници, посебно за сликарите кои на своите платна во разни техники го заробиле мигот и го претвориле во вечност, создавајќи ја колективната меморија на овој град, кажа во своето обраќање на отворањето на изложбата новинарот и публицист Милчо Јовановски. Ова вечерашна симбиоза од бои и слики, мотиви, носталгија и пориви, на купче ги собра естетските и уметничките вредности на четворицата уметници, кои решија под звезденото небо да изложат дел од своето творештво. Синтагмата Ех, моја Македонија, секој може да ја доживее различно, како болка, очај, радост, љубов и надеж. Четворицата исклучително талентирани сликари изложбата ја посветија во сеќавање на нивниот заеднички пријател доктор Драган Спасески Охридски. Ние Охријани го паметиме како исклучително вреден, коректен и уметнички надарен со безброј таленти. Галеријата Резонанса беше дел од неговиот семеен дом. Во него најчесто ги изложуваше своите дела, а со поезија и сликарство, освен во Охрид и Македонија, тој се представуваше и во САД, Германија, Србија, Црна Гора. Паралелно со книгите и сликарството, создаваше мултимедијални проекти, а работеше и дизајн. Ѓоко Симјановски пред охридската јавност представи дела со мотиви од Охрид во техника сув пастел на хартија. Ми представува особена чест и задоволство што дојде вечерва во толку голем број народов охридски и сите гости овде што престојуваат и навистина сум пресреќен и за самата атмосфера. Мислевме дека ќе направиме нешто, меѓутоа ова повеќе од она што очекувавме. Навистина нешто прекрасно. Јас досега имам неколку изложби, меѓутоа ова е врв, барем за мене во она што досега сум го направил. Наташа Поповска Карче на изложбата пред јавноста откри свои дела во кои заробува ретки мигови од пейсажи во техника масло на платно. Секогаш кога правиме изложби, моите изложби, јас се чувствувам прекрасно. Ова е збир на емоции на луѓе, почитувачи на уметноста, луѓе кои што го сакаат градот, луѓе кои што го сакаат и го ценат Драгче, Драган Спасески Охридски. И мислам дека вечерва направивме многу добра работа. Мајкал Клос од Торонто, Канада, се представи со дела во техника акрил на платно во кои се провлекува главната нишка во неговото творење. Тоа се ликови од геометриски форми кои во себе имаат скриени мотиви од фолклорот. Ohrid has been a very special place for me because Охрид од секогаш бил посебно место за мене, затоа што мојата сопруга е од тука. Имам семејство тука. Јас првпат имав изложба во овој музејски простор, каде што сме вечерва во 1994 година, пред 30 години токму во лапидариумот, првиот уметник што поставил изложба тука. Почестен сум што по 30 години повторно изложувам тука. Посебно е неверојатно убаво. Демир Демировски, роден во Охрид, а кој живее во Германија, се представи со уметнички варијации изработени во техника акрил на платно, инспирирани од подводниот свет на Охридското езеро, на кои лјадници мали кругови боја создаваат форми и длабочина. Не можам да го опишам. Дека јас живеам во Германија веќе 32-3 години и целта ми беше една од последните изложби во родниот крај да си ја направам. И го успеав тоа со пријателиве. И право ти кажам, најголема чест мене ми е овде со овие си луѓе мои охридски овај ден да го поминам. Охријани и гостите уживаа во изложбата пропратена со музика во изведба на виолинистот маестро Џеват Рамадановски. Пролетен распуст за учениците од наредната учебна година нема да има, соопшти денес Министерката за образование и наука Весна Јаневска. Учебната година ќе започне на 2 септември, понеделник, а ќе заврши на 10 јуни 2025 година.
Предстојната учебна година 2024-25 пролетен распуст за учениците нема да има, кажа министерката за образование и наука Весна Јаневска во изјава за медиумите, додавајќи дека учебната година ќе започне на 2 септември понеделник. Таа рече дека ваквата одлука е донесена согласно анкетите што се направени со родители и постари ученици. Предходно Министерството за образование и наука информира дека со оглед на различните ставови во јавноста по однос на пролетниот распуст во основното и средното образование минатата учебна година, а со цел на транспарентен начин да се одлучи дали да се организира и во учебната 2024-2025, Министерството испратило прашалник до училиштата, а истиот е достапен и за целата јавност на веб страната на МОН, со цел сите засегнати, наставници, ученици, родители, старатели, да го дадат своето лично мислење. Министерката Јаневска информира дека МОН во следните 3 години ќе изгради нови 28 училишни спортски сали во Македонија во различни општини. Согласно планот се предвидува активностите да започнат во 2025 година и до крајот на 2027 да се завршат сите објекти. Поред пресметките ќе биде потребен буџет од околу 560 милиони денари, кажа министерката. Свечен концерт по повод празникот Свети Климент Охридски се одржа синоќа во Катедралната црква Света Софија, како дел од овогодинешната културна програма на општина Охрид. Прекрасно музичко уживање приреди оперската пејачка Илина Митревска, која во придружба на професор Андреј Наунов вчера вечер одржа свечен концерт во чест на празникот Свети Климент Охридски летен. Пред присутните гости во Катедралната црква Света Софија, своје обраќање имаше председателот на Советот на општина Охрид Перчо Божиновски. Искрено се радувам што општина Охрид воведува една убава традиција на креирање на културни настани, преку кои го чествуваме ликот и делото на големиот просветител и го чуваме богатото културно наследство. Насловот на овој прекрасен настан, Ако љубов немаш, ништо не си, во целост ни ја доловува смислата на Свети Климентовото учење и неговите проповеди, дека само љубовта е патот до совршенството и спасението, темелот на секој добродетел и почетокот на секое добро дело, рече Божиновски. Заедно со многобројната публика, концертот го проследи председателката на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова. Свечениот концерт беше во организација на општина Охрид како дел од овогодинешната културна програма. Фолклорниот ансамбл Отекс Фолк од 11 до 18 август ќе учествува на престижниот фолклорен фестивал Фолк Азорес на Азорските острови. Овој фестивал е значаен и престижен настан кој го промовира културното наследство и традициите на различни земји низ светот. Фолклорниот ансамбл Отекс Фолк ќе учествува на престижниот фолклорен фестивал Фолк Азорес, кој ќе се одржи од 11 до 18 август на Азорските острови. На овој меѓународен фестивал ќе настапат 13 ансамбли од различни делови на светот, вклучувајќи ги Аргентина, Бугарија, Чиле, Словачка, Шпанија, Франција, Црнагора, Полска, Романија, Португалија и Перу. Фестивалот е под покровителство на Меѓународниот совет на организатори на фолклорни фестивали и традиционални уметности, а оваа година за прв пат во 38 годишното постоење на фестивалот ќе учествува и група од Македонија. Учеството на Отекс Фолк на овој фестивал е голем успех за македонскиот фолклор, овозможувајќи ширење и представување на македонската култура и традиција со останатите култури. Ансамблот ќе има можност да го представи богатото фолклорно наследство на Македонија, да се поврзе со други култури и да придонесе за јакнењето на меѓународните културни врски. Stand-up Comedy Night со Бојан Белевски и Маријан Ѓорѓиевски. Во организација на општина Охрид на 12 август, понеделник, пред хотелот Палас, ќе се одржи настанот Stand-up Comedy Night, на кој ќе настапат познатите стендап комичари Бојан Белевски и Маријан Ѓорѓиевски. Шоуто започнува во 20 часот и 30 минути, а влезот е бесплатен, информираат од општина Охрид. Настанот е дел од летната културна програма, поддржана од локалната самоуправа. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Огромна оштета од 50 милиони долари побарало семејството на францускиот истражувач Пол Хенри Наргеолот
од операторот Ocean Gate кој загина во експлозијата на подморницата Титан. Тој беше еден од 5 луѓе кои загинаа додека подморницата Титан патуваше кон потонатиот брод Титаник во северниот дел на Атлантикот во јуни 2023 година. Во тужбата било наведено дека многу детали за дефектите и недостатоците на подморницата не биле откриени или намерно биле сокриени. Портпаролот на операторот Ocean Gate одбил да ја коментира тужбата. Истрагата на високо ниво која по несреќата ја свика Американската крајбрежна служба се уште трае. Клучната јавна расправа е закажана за септември. Силен земјотрес со магнитуда од 7,1 степен по Рихтеровата скала го погоди југозападниот дел на Јапонија. Властите издале предупредување за цунами со бранови високи 1 метар. Американскиот институт за геофизика објавил дека прво бил забележан потрес со магнитуда од 6,9 степени, а по него уследил друг со јачина од 7,1 степен по Рихтер. Земјотресот бил на длабочина од 35 км на 14 км јужно од главниот град на префектурата Мијазаки, каде што живеат околу 300.000 луѓе. Државната телевизија информира дека нема знаци за поголеми причинети штети. Поранешниот каталонски лидер Пучдемон се појавил во Барселона 7 години по неговото бегство. Иако се очекувало Пучдемон да присуствува на седницата на каталонскиот парламент за да се избере нов претседател, тој не се појавил во салата. На влезот на каталонскиот парламент бил пречекан од 2500 луѓе, каде што одржал говор и со своите соработници исчезнал од сцената. Веднаш штом Пучдемон се појавил на територијата на Каталонија, судот го активирал налогот за негово апсење. Автономната полиција на Каталонија веднаш започнала операција наречена Кафес за да го уапси Пучдемон пред пленарната седница, но наводното бегство на Пучдемон предизвикало изненадување и кај самата полиција. Иако во мај оваа година Шпанија донесе закон за амнестија за неколку стотици заговорници за независност на Каталонија, Врховниот суд пресуди дека ова не се однесува и на Пучдемон, кој се товари за проневера на јавни пари како дел од обидот за отцепување на Каталонија, кога Пучдемон организираше забранет референдум во 2017 година. Германски доктор наводно убил 4 постари пациентки во нивните домови, пошто ги запалил нивните имоти со цел да ги прикрие трагите. 39-годишникот, кој наводно работел во тим за палијативна нега во Берлин, бил уапсен под обвинение за убиство од небрежност и подметнување пожар, изјавиле полицијата и локалното обвинителство во заедничка изјава. Докторот својот убиствен поход го започнал на 11 јуни кога ја убил првата жртва, пишуваат германските медиуми. Истражителите не прецизирале како дошло до апсењето на осомничениот и кои биле неговите мотиви за извршување на злосторствата. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!